Почитувани, основните заложби и ветувања на СДСМ за време на предизборната кампања беа нема правда, нема мир. Само да подсетиме, ветува реформи во правосудниот систем, одговорност за судиите и ревизија на извршителите. Ветува дека обвинителството ќе го разбудат од длабокиот зимски сон, но од сите тие ветувања нема ништо. Поминаа 3 години од владењето на СДСМ, а не слушнавме дека нешто се промени во сферата на судската власт. Напротив, кризата со владењето на правото се продлабочува, а правдата за обичниот граѓанин е се понедостапна. Министерката за правда, која пред да стапи на функција, фотелјата од Министерството за правда ја гледаше како посебен предизвик, сега скоро никаде ја нема, како што ги нема и реформите. Слушаме само некакви коментари за Венецијанската комисија, како министерката да живее во Венеција, а не во Република Македонија. Треба ли да бидеме дел од Европската Унија? Или треба да ги започнеме преговорите со Европската Унија за да направиме општество достојно за граѓаните, каде законот ќе важи подеднакво за сите? Уште колку пати треба Прибе да дојди и да ни црта што треба да направиме за да имаме функционална демократија и некорумпирана судска власт? На кого му одговара предлагањето на суди за затворени врати, без јавна дебата, иако ветува потполна транспарентност на правосудните институции? Имаме суди за кои во судскиот совет спијат огромен број на представки и поплаки за нестручно и несовесно работење, како и за злоупотреби на должности и овластувањата, но истите суди непречено не само што се дел од судската власт, туку истите тие суди добиваат унапредувања во апелациони суди, председатели на судови или за иронијата да биде поголема, ги назначуваат за реформатори на правосудниот систем. Каков абсурд! Сведоци сме дека судии донесуваат лажни и паушални пресуди. Сведоци сме за судија кој водел судски постапки со починато лице, извршител кој извршува без извршна исправа и какви уште не масакрирања на сопствениот народ. На кого му одговара ваквиот хаос, корупцијата и невладењето на правото во Република Македонија? Единствено се залагаат како да ги вдомат фамилиарните чиновници од најнепрофесионалниот и најнепотистичкиот проект во историјата на Република Македонија, наречен СЈО, за кој се потрошија огромни средства на граѓаните, за на крај сите да бидеме сведоци за тоа што го направија. Апелираме Министерката за правда и Судскиот совет да превземат соодветни мерки, да ги санкционираат ваквите суди извршители и да смогнат сили и имплементираат барем мал дел од она што го ветуваа, бидејќи сите сондажи и анкети на граѓаните покажуваат дека довербата е на најниско ниво во судската власт, а и сите надворешни фактори укажуваат дека во Република Македонија со владењето на правото има сериозен проблем. Една од причините за недобивањето датум за преговори со Европската Унија е токму непостоењето на правна држава и отсуството на иницијатива за реформи на правосудната власт. Благодарам.